Може. Почитуване. Продължила хайката во МВР против полицайците и припадниците на единицата за бързо разпоредување за настаните от 27 април во Собранието. Според нашите съзнания, масово са суспендирани политически службеници во МВР со цел да дојде и до најтешка дисциплинска мерка отказ од работно место. Ваквите постапки во Министерството за внатрешни работи се неосновани и незаконски, со цел да се отвори патот на партиски вработување на местата од пустените политически службеници. Да подсетам, МВР вршењето на внатрешните работи согласно законот функционира на принципите на субординација и команда одната. Значи, политическите службеници се должни да постапуваат само по наредба и никако поинаку. Јавноста е сведок дека на 27 април постои оперативен штаб во МВР кој бил на дневна основа во координација со тогашниот министер Агим Нухију. Од тука, за да дојде до политичко дејствување на 27 април спрема народот во Собранието, потребна е наредба од оперативниот штаб и министерот Нухију. Јавноста е сведок дека на 27 април немало наредба на полицајците и припадниците на единица за брзо распоредување да дејствуваат во Собранието. Затоа, според логиката на правото, одговорноста треба да се бара од политичките раководители во оперативниот штаб и министерот Нухију. Одговорност може да се бара од политичките службеници, меѓутоа, доколку истите реагираа во Собранието на своја рака, без претходна команда од своите претпоставени. Дури во таков случај ќе имаме многу потешка состојба. Дејствување на политичките службеници на своја рака, без команда, представува државен удар. Значи, наместо по логиката на правото, во МВР одговорноста се бара според логиката на политиката, со незаконска хајка против политичките службеници. За народно движење на Македонија и народот, политичкиот прогон против политичките службеници за настаните од 27 април, а исто така и кривичниот прогон против народот кој беше во Собранието е маркетински трик за политичка пресметка меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, кој може да доведе до несакани последици. Затоа го повикуваме МВР да престане со прогонот против политичките службеници, со нивно суспендирање од работните места и закана со отказни решенија. Исто така, го повикуваме МВР веднаш да престане со политичкиот прогон и против народот во Собранието на 27 април. Во овој контекст, ја користиме приликата да ги повикаме уште еднаш пратениците да ја започнат законодавната постапка по предлог законот за амнестија на граѓани, учесници во настаните на 27 април 2017 година во Собранието на Република Македонија, поднесен од Народно движење за Македонија. Ви благодарам.